Што покажуваат официјалните документи од одбрана? Поранешниот министер Јолевски бил на 20 на службени патувања во Виена, Варшава, Брисел, Рим, Анкара, Пекинг. Сепак, тој најмногу и најчесто патувал за САД, каде и најдолго се задржувал. Речиси сите патувања во САД се наведени како работни посети, без прецизно да се дефинира која е целта на неговиот престој таму. Збунува и фактот што Јолевски престојал во работни посети кои се невообичаено долги и надвор од сите дипломатски протоколи. На почетокот на 2015 година тој ќе замине во работна посета на САД и ќе се задржи 17 дена, од 23 јануари до 8 февруари. На 15 ноември повторно е во САД на безбедносниот форум Халифакс и ќе се задржи 9 дена. Нова работна посета има на 30 јануари 2016 година, а во САД ќе остане 9 дена. Најкратката посета на САД на Јолевски е во април минатата година. Трае 4 дена, каде според документот на одбрана, тој учествувал на конференција. Во јули минатата година Јолевски се враќа во САД и ќе остане речиси 20 дена, од 20 јули до 6 август. Минатата година, по четврти пат ќе замине во САД во ноември и таму ќе остане 9 дена, од 12 до 21 ноември. Ако детално се разгледа изводот од кредитната картичка која користел министерот, може да се види дека тој набавувал авионски карти од $29, но некогаш за нив плаќал и 4000 евра. Хотелските услуги во САД најчесто оделе преку сајтот Hotwire, и ако се соберат сите сметки, доаѓаме од сумата од $6428 само преку овој сајт. Спорни се неколку патувања во странство на Јолевски, кои не се подкрепени со патни налози, а потврдени се преку службената кредитна картица, која е користена во Хрватска, во Белгија, во САД. Јолевски беше на инаугурацијата на претседателот Трамп, но за таа посета не добивме патен налог. Дилемата е дали заминал или не во својство на министер за одбрана, бидејќи во истиот период од министерството се лиферувани 2 соопштенија за негови службени активности. Според изводот на службената картичка која ја користел, тој се задржал во САД од 22 јануари до 4 февруари и во тој период потрошил $1712 за хотелско сместување и дополнителни $2650 во ресторани. Исто така во јули 2015 година, тој бил во Гранд хотел во Опатија, каде за едно ноќевање, за него, возачот и обезбедувањето, платил 350 евра. Јолевски тврди дека станува збор за неофицијална средба со хрватскиот колега, а дека во Хрватска заминал заедно со претседателот Иванов, кој бил во официјална посета. Во септември 2015 година Јолевски е во Брисел, каде ќе спие во хотел кој чини 350 евра и ќе руча во ресторан, каде ќе плати 293 евра. Картичката на Јолевски, без патен налог, повторно се активира кон крајот на септември и почетокот на октомври 2015 година во Вашингтон и во Вермонт. Потрошени се околу $1000. Во октомври 2015 година тој е во хотелот Валмар Лакрома во Дубровник, каде ќе плати 1000 евра за престојот, а патен налог не ни беше доставен. Во јуни минатата година од кредитната картичка ќе се потрошат околу $1000 во ресторани во Вашингтон, а потврда дека Јолевски бил службено таму нема. Јолевски тврди дека за сите негови посети постојат официјални документи и патни налози во одбрана и дека не знае зошто не ни биле доставени. Сигурен сум дека постојат документи дека сум бил на службен пат во Соединените американски држави. Кога идам приватно не се на трошок на министерството. На пример, крајот на мај месец оваа година бев на син ми магистрира, бев на неговата инаугурација таму со сопствени пари. Меѓутоа, се што сум бил за министерството постојат патни налози. Тоа е огромно министерство, многу се патува, многу си на обуки, така да ќе ги најдат сигурно службите сум. Тој уште еднаш потврди дека ги класифицирал информациите заради безбедносни причини. Видите, не е вообичаено да министер за одбрана објавува каде све спие, иако сами можете да се видите дека сметките се стварно разумни, и сметав дека како министерство не е нормално да објавуваме сите хотели каде што министерот спие. Останува нејасно тогаш, ако тој навистина бил загрижен за својата безбедност, зошто користел такси услуги при посетите на САД и изнајмувал возила. Нејасно е и кој е бенефитот од средбите со Хилари Клинтон, конгресмени и сенатори, на кои тој толку инсистирал и го продолжувал престојот во САД. Контроверзно е користењето на неговата картичка за такси услуги преку Убер, а неофицијалното образложение е дека картичката на Јолевски била хакирана и парите надоместени од банката.